Успешна година за кикбокс клубот Предатор од Куманово. Вкупно 12 златни медали, 15 сребрени и 25 бронзи освоија членовите на Предатор годинава на повеќе државни, европски и светски првенства. Квалитетот и успехот на кикбоксерите и нивните тренери Оливер Милорадовски, Јован Крстевски и Оливера Свилар се препознаени од општина Куманово. Од последниот интернационален куп одржан во Хрватска, клубот Предатор се врати во Куманово со 5 медали. Ова година имаме донесено 12 злата, 15 сребра и 25 бронзи за нашиот клуб и за град Куманово. Можам да кажем дека сме најтрофеен клуб во град Куманово моментално. Ние како клуб учествуваме на 90% можам да кажем на сите меѓународни купови што можеме да отидеме, што се во близина, некогаш одиме и подалеку, например Италија што беше светски куп. Бевме со Данило и со Андреја. Сега брзо што бевме на 3 меѓународни купа тука во близина. Првиот беше во Београд, трофеј Београд. Бевме 12 борци, 3 тренери, донесовме многу медали, од кои 3 злата, 1 сребро. Потоа бевме во Тешин, Босна. Бев само јас со уште 4 борци. Од 4 борци донесовме 3 медали. Имаше 1 сребро и 2 бронзи. Еден надпреварувач беше без медала. Му се погоди ранг број 1 во светски ранг, така да одлично искуство за него без медала. Последно што бевме е во Кутина, каде што имаше над 900 надпреварувачи. Над 95 клуба пријавени од целиот регион и од светот, но можам да кажам дека тој надпревар е најак во околина што го имаме и како што кажавме, што се говориме со Сенсе Оливер, тој надпревар ќе го посветуваме и во иднина. Признанието од општина Куманово секако ни годи и е заслуга на нашата макотрпна работа. Оваа година учествуваме на многу надпревари, сигурно мојот колега кажа. Бевме на неколку европски купови, на неколку меѓународни надпревари. До крајот на годината не очекува Balkan Best Fighters во Србија, во Ниш, од 12 до 14 декември, каде веројатно ќе отидеме во најголема бројка, поради самата локација која ни е на само 150 километри од Куманово и очекуваме дека ќе направиме многу медали и многу успеси. Од последниве турнири имам учествувано на трофеј Београд, на кој земав злато и сум презадоволен од тоа што направив на трофеј Београд. Имав 2 борби, двете борби ги победив во прва рунда. После тоа бев во Кутина. Во Кутина имав 3 борби. Исто така сите 3 ги победив во прва рунда и сум презадоволен од самиот настап кој го пружив на Кутина Опен. Ова година исто така имам освоено европско првенство во Сараево, каде што исто така земав златен медал. Учествував и на светско првенство, каде за жал се вратив без ников медал, изгубив во прва рунда од ново поискусен борец. Ова година исто така имам освоено и државно првенство, на кое исто така имав 3 борби и сите 3 ги завршив во прва рунда. На крај на памет не беше дека ваков успех можам да достигнам, но со подршка од мојот тренер и со добри спаринг партнери секаде може да се постигне и се може да се стане. Член на Предатор сум веќе 3 години. Тренизите се доста напорни, но има и доста шала и се интересни самите тренинзи. Прво тоа е дењето на турнири, највеќе одам затоа што због дружбата која имаме со целиот клуб, со тренерот и самиот нивен пристап кон нас како нивни ученици. Јас сум Никола Николовски, доаѓам од Кратово и сум член на Предатор. Вежбам 4 месеци. Ова година беше успешна за мене. Ова година учествував на 2 надпревари. Првиот беше трофеј Београда, каде што имав една борба и донесов злато. Потоа бев во Кутина Опен. Таму имав 2 борби, првата ја победив, втората изгубив со минимална нијанса на разлика и оставив второ место. Здраво, јас сум Дајан Тадиевски, тренирам кикбокс веќе 3 години во клубот Предатор.
ова година почнав да се борам во ринг, каде сега што бев на 3 турнири во Белград, Тешање и Кутина. На сите 3 турнири достигнав до полуфинале. Тоа не ме демотивира да продолжам да тренирам се појако за да имаме болji резултати. Јас сум Максим Божиновски и тренирам во Предатор веќе 1,5 година. Мене првиот надпревар ми беше Трофеј Белграда, каде што ми беше првата борба и не успеав да освојам ништо. Но во Кутина стигнав до полуфинале и земав 3-то место. Тоа ме мотивира уште повеќе да тренирам и да освојувам повеќе медали на наредни надпревари. Јас сум Андре Светановски, јас тренирам во клуб Предатор 9 години и во оваа година првиот надпревар ми беше на клуб Белград, каде што ми се погоди многу поискусен противник и само стигнав до полуфинале и освоив бронза. Јас сум Андреја Георгиевска, кикбокс тренирам веќе 4 години во клуб Предатор Куманово. На последен надпревар што бев беше Трофеј Белграда. Таму стигнав до полуфинале и изгубив од поискусен борец од мене. Стигнав до бронзен медал и сега планирам да одам во Ниш на Best Balkan Fighters и таму се надам дека ќе добиам некое повисоко место и болја позиција и тоа ќе ми е мотивација да тренирам се повеќе и повеќе. Јас сум Марио Радевски, доаѓам од кикбокс клуб Предатор, каде што веќе тренирам 1 година. Учествував на 2 турнира, тоа се Трофеј Белграда и Кутина Опен. Во Трофеј Белграда за жал изгубив 2-1, но во Кутина Опен во осмина финале победив, со прекин во втората рунда поради големо водство, но за жал во четврта финале изгубив од поискусен противник од Словенија. Нормално дека за да одат на надпревари, нашите членови мора да поминат низ селекција. Што значи селекцијата? Сушто значи многу повеќе тренирање, многу повеќе организирани вонредни тренинзи. Секако ние тука правиме контролни мечеви, ги тестираме нивните моторички способности и одредуваме кој всушност е спремен, а кој не е спремен за надпревар. Мора да поминат низ некое сито, како би кажале ние тоа, нели? Каде што имаат одредени контролни мечеви што треба да ги одработат тие тестирања и секако мора да се докажат за да идат на надпревар. Не е едноставно, сепак се работи за боречки спорт, кикбоксот е сериозна дисциплина која е една од потешките дисциплини и потешките спортови. Затоа мора секогаш да бидат во добра форма, во добра кондиција. Од друга страна, мора здравствено да се одржуваат како што треба. Тука е психичката подготовка која вклучува од исхрана која мора да биде подредена до легнување порано, нели, завршување на обврските. Не може секој да се придржува на таа дисциплина. Тешко е во секој случај, затоа се трудиме што посериозно да пристапиме кон нив, со секој поединечно да се разговара на таа тема, колку е важно тие да го живеат тој спортски живот и да имаат таа некоја што ние викаме стручно спортска хигиена на живот, нели? Каде што мора да соодветно да бидат тренирани од една страна, од друга страна да пазат на исхраната, да пазат на одморот, кој исто така е голем дел од нивната подготовка. Нашиот клуб постои од 2012 година официјално. Работиме на 2 локации, во центарна локација Карши Јулија Сладкарница, испод Офис Плюс книжарницата, и на друга локација работиме во населба Перо Чичо, така наречено Банево Трло, каде клубот ни е кај маркетот Ќошар на таа локација. Тоа се 2 локации на кои може да не постат сите заинтересирани кои се за овој спорт, а во поглед на членството, двете секции заедно бројат преку 100 кусур членови. Ние тренираме деца за креативни намени, значи рекреативно, и тренираме исто така за деца кои што сакаат да одат во борба. Овдека се работи, значи, со професори од Факултет за физичко образование, спорт и здравје, како и долгогодишни тренери во кикбокс. Значи, конкретно јас сум тренер во кикбокс и работам повеќе од 10 години. Значи, работиме во комбинирани групи, овдека имаме од најмали деца, од 5 години, па
дури до 40 и повеќе години. Исто така работиме и со женски, со машки, комбинирани групи. Имаме и помала група, значи за најмалите, да ги оделиме нели од почеток да почнеме со тренажниот процес. А исто така, значи, оние понапредните и тие кои што се подготвени за борби, ги подготуваме, правиме од соодветни спаринзи, за да можат утре да се покажат во борба. Како и да е, значи, ние ги учиме дека кога одат во борба, значи, битно е да дадат се од себе и да бидат најдобри што можат, а дали ќе биде тоа лекција, ќе биде победа, значи, останува на нив. Секако се трудиме да напредуваат како одат, значи, годините, да напредуваат и да бидат се подобри, да освојуваме заедно медали, така да тоа ни е единствениот цел.